По бојкотот на маркетите во Хрватска, кој што зема залет во целиот регион, расте незадоволството и во Северна Македонија од високите цени на храната. Граѓаните на социјалните мрежи повикуваат со еднодневен бојкот во петок, 31 јануари, кога граѓаните ќе треба да се воздржат од пазарување во продавниците и големите маркети. Организаторите ги повикуваат граѓаните да се приклучат кон бојкотот за да се испрати јасна порака до одговорните за економската состојба. Попусти кога цените се исти. Повикуваме на масовен бојкот во петок. Воздржете се од купување во големите маркети, избегнувајте ги помалите маркети. Сакаме да испратиме порака дека граѓаните нема да ги толерираат овие нереални поскапувања, се вели во повикот кој се споделува на социјалните мрежи. Електростопанство на Македонија бара поскапување на парното. Пред 10 дена од компанијата до регулаторната комисија поднеле барање за зголемување на цената на греењето со образложение дека им се пораснати трошоците за газ. Регулаторната комисија до крајот на оваа недела се очекува да закаже и седница на која ќе се разгледува барањето на електростопанство на Македонија и ќе се донесе одлука. Електростопанство на Македонија го поништи и претходно објавениот повик за набавка на газ за месец февруари. Од компанијата тврдат дека причина за тоа е цената која била понудена. Доналд Трамп рече дека лансирањето на четбот од кинеската компанија DeepSeek е повик за будење за американските технолошки фирми во глобалната трка за доминација во вештачката интелигенција. Појавата на DeepSeek, чиј чатбот модел R1 беше развиен по значително пониска цена од конкурентите како што се ChatGPT на OpenAI и Gemini на Google, предизвика пат на водечкиот американски технолошки индекс во понеделникот за $1 трилион. Nvidia, водечкиот производител на чипови кои ги напојуваат моделите со вештачка интелигенција, забележа пат на нејзината пазарна вредност за $600 милиарди, што е најголем пат во еден ден во историјата на американската берза. Планираната премиера на биографскиот филм за Мајкл Џексон, во кој глуми неговиот внук Џафар Џексон, е поместена од април во октомври, наводно поради проблеми со сценариото. Филмот Мајкл, во режија на Антоан Фукуа и по сценарио на Џон Логан, ја раскажува приказната за суперзвездата која почина во 2009 на 50 години. Синот на Џермејн Џексон, постариот брат на Мајкл Џексон, беше избран да ја игра главната улога. Во филмот играат и Мајлс Телер, Колман Доминго и Ниа Лонг. Минатата недела беше објавено дека филмот со буџет од $150 милиони наишол на прилично голема пречка.